Го следите неделното издание на интервјуто на Слободна Европа. Во него наш соговорник е председателот на Постојниот комитет на Светската здравствена организација за Европа, Владимир Лазаревиќ. Не пристигнуваат доцна вакцините против новиот грип во Македонија, кога веќе има случаи на заболувања, а и се смета дека вообичаено е подобро да се примаат вакцини пред екот на сезоната. Кај нас вакцините дел пристигнуваат кон крајот на ноември, а останатите количества во јануари. Видете, мислам дека со оглед на тоа како се однесуваат работите во регионот во делот на набавката и практично дистрибуцијата на вакцините за населението, сметам дека релативно сме добри. Значи нормално не можеме да кажеме дека сме најдобри ако се споредуваме со земјите кои што се од Западна Европа како Норвешка и слични, меѓутоа со оглед на нашите финансиски можности и тоа што владата ги превзема активностите во овој период, не е задостато, да речеме. Значи сепак ноември месец ќе стигне во некои во околните земји и се надеваме дека тоа ќе биде сепак во најдобар интерес. Таа доза која што ќе дојде првата ќе биде распределена како што се најави од Министерството за високоризичните групи, што значи за децата и за возрастните граѓани, и веруваме дека тоа ќе биде сепак во најдобар интерес за целото население. Дали се јасни позициите околу вакцината? Каде ќе се испитуваат тие што ќе пристигнат во Македонија и како гледате на тоа што некои од земјите се против овие вакцини со оглед на контраиндикациите? Добро, значи ние ги следиме препораките кои што ги дава Светската здравствена организација и во таа насока практично бевме доста активни во делот на проактивни практично во делот на давањето на информациите и информациите кои што ги дава СЗО. Она што ние сметаме во оваа фаза е дека вакцината е безбедна за апликација и дека нема потреба населението да биде во ниту еден момент вознемирено, заради тоа што сепак станува збор за еден врвен светски производител, чисто вакцини ќе бидат исто така набавени и обезбедени во и останатите високо развиени европски земји, што значи дека во ништо ние нема да се разликуваме од другите во квалитетот на вакцината која што ја добиваат нашите граѓани. Таа е испитувана во најреферентните светски центри кои што имаат можност да ги испитат квалитетот на одредени вакцини. Така да во таа насока сметам дека не треба да има никаква грижа. Она што нормално треба да биде предмет на анализа и на, да речеме, превенција на населението е овие превентивни мерки кои што веќе неколку пати беа најавени во делот на поголема хигиена, значи послаба комуникација со населението, кои што редовно Министерството за здравство ги најавува до своите граѓани. Сметам дека треба да бидат почитувани и нормално да се надеваме дека епидемијата која што практично веќе се најавува во одредени земји во регионот нема да ја зафати Македонија и дека тоа може да биде добро за населението. Во некои училишта нема услови да се спроведуваат санитарните мерки. Со оглед на тоа што се најуваше дека есента ќе представува критичен период, не требаше ли порано да се координираат Министерството за здравство, здравствените работници и општините за да не се појават проблеми од овој тип? Добро, не сум сигурен какви мерки биле превземени до сега, меѓутоа нашите училишта или поголем дел од нив сепак се наоѓаат во такви состојби во делот на тоалетите да тие не може да се променат за кратко време. Она што може да се промени е сепак да има достапни средства за лична хигиена, како што се да кажеме сапун или одредени дезинфекциони средства и тоа да им биде на нивно располагање. Сега очигледно дека малце повеќе се алармира и се надевам дека во наредниот период тоа ќе биде обезбедено, дали во посредство со родителите, како што беше кажано, или во соработка со општините. Во секој случај битно е да хигиената се запази и Министерството, односно Државниот санитарен инспекторат, врши редовни контроли со цел да ако се смета дека одредено училиште предизвикува проблем во делот каде што може да се прошири заразата, односно инфлуенцата, тоа може ќе биде затворено. Во јавноста се создадоа перцепции за неколку теории. Според едни, новиот грип е создаден по вештачки пат во некоја од лабораториите, додека според други тој природно дојде од Мексико во светот. Во контекст на ова, постои ли простор за профитирање и бизнис околу вакцините кај нас? Видете, ние во јавно здравје практично се секираме со тоа како да го спречиме расширувањето на болеста, односно да го повратиме здравјето на населението, да го одржиме и да го повратиме здравјето на населението. Како и што е причината за појава на вирусот, тоа е предмет на друга анализа. Во секој случај, кога станува збор за ваков вид на пандемиска форма на инфлуенца, каде што има потреба од зголемена терапија, се разбира дека следното кое што станува, прашање кое што се поставува е кој профитира.
Денеска се знае точно кој профитира, тие кои што ги произведуваат лековите, конкретно како што е Тамифлу или производителите на вакцините. Меѓутоа тоа е една неминовна спрега, така ние сме срекни што има терапија, така како да кажеме на некој начин организатори на здравствен систем. Се разбира, од друга страна пазарните услови диригираат да некој заработи од тоа. Дали има некои други причини поради кои што се појавува ваквиот инфлуенца, тоа треба други служби да го анализираат. Она од што е засегнат здравствениот систем кај нас во меѓувреме е ребалансот на буџетот со кој се намалени средствата за овој ресор. Предвидувате ли дека ќе има последици од ова намалување на буџетот во здравството? Прецизни информации мислам дека треба да се добијат кога ќе го добиеме конкретниот ребаланс. Ние она што сега го знаеме дека да речеме во 2008 година буџетот на фондот беше преку 20 милиарди денари. Оваа година буџетот е околу 19,5 милиарди денари, што значи дека веќе е намален и има тенденција, односно најави да тој се намали во текот на наредната година за дополнителни 5%. Тоа се информации кои што излегува од страна на Фондот за здравство. Дополнително ќе дочекаме во која форма ќе дојде буџетот за следната година во парламентот во наредниве неколку дена. Со здравствениот систем не е добро кога се штеди, заради тоа што ние веќе во неколку наврати преку Министерството се беа најавени реформи во делот на зголемување на бројот на осигурениците, односно покривање на целото население со здравствено осигурување, без тоа да биде проследено со одредена финансиска компензација од буџетот на владата, да речеме на државата. Со други зборови, ние сега практично треба да ги принудиме здравствените установи да произведат поголем број на услуги за поголем број пациенти со истите средства, дури со помали средства кои што ги има. Се разбира дека тоа ќе се одрази во дел на рационализација на или на квалитетот на услугите или во рационализација на одредени болнички капацитети. Значи да кажем, ако најголемиот трошок во болничките капацитети е персоналот и инфраструктурата, значи менаџерите на здравствените установи ќе треба да превземат насоки во намалување на тие трошоци. Тоа значи или да се намали бројот на вработени во оние здравствени установи кои што имаат помала ефикасност, односно имаат помал капацитет на искористеност на здравствените објекти, или од друга страна треба да се намали квалитетот на здравствените услуги. Ние се надеваме дека тоа нема да се случи, односно дека намалениот буџет нема да значи намалување на квалитетот, туку ќе се најдат нови форми кои што пред се ќе зависат од менаџерите на здравствените установи и се разбира од политиката која што ја води Министерството за здравство. Со новата трансформација на војната болница како ќе се обезбеди персонал? Мислам дека тоа ќе биде еден од најголемите предизвици и заради тоа што здравствениот персонал представува не проблем само за Македонија, за сите држави во светот. И една од главните теми кои што денеска се дискутираат во Светската здравствена организација е начинот на регрутирање на здравствен персонал од земјите во развој кон високо развиените земји. Заради тоа што високо развиените земји имаат потреба да регрутираат персонал од овие земји во развој каде што е работната сила многу поевтина. Во конкретниот случај со Македонија ние имаме најава на отварање на нови приватни болници кои што се очекува да превземат дел од персоналот кој што сега работи во државното здравство, односно да речеме конкретно во клиничкиот центар, што значи дека трансформацијата на војната болница, која што неминовно ќе побара сама за себе да биде ангажиран дополнителен персонал, ќе представува вистински предизвик и не сум доволно сигурен како тоа ќе биде реализирано. Спрема најавите кои што ги кажа министерот за здравство, тоа ќе биде преку закон, нели законско решение со кое што ќе можат вработените да се префрлаат од една со нивна согласност, така беше потенцирано, да бидат префрлани од една во друга здравствена установа. Меѓутоа тој закон се уште не е усвоен и не сум сигурен како ќе биде, во која форма конечно ќе биде усвоен и нормално дали ќе дојде до согласност со вработените, нели? Не е лесно денеска некого да му речете да се префрли да работи на друго место. Сепак тоа значи голема промена. Ви благодарам на разговорот. Благодарам на вас. Последевте неделното интервју на Слободна Европа. До гледање.